Да, колегата Мартин Николовски во веќе второто вклучување во итната медицинска помош во Скопје го вклучуваме во живо. Мартин, добро утро веќе, нели, по втор пат, разбудени, расположени, подготвени со информации, но и за нови информации. Те слушаме со внимание. Благодарам, Јована, за најавата. Како граѓаните да го поминат продолжениот викенд без здравствени ризици? Утрово во Македонија наутро разговараме со доктор Рихат Реджепи од итната медицинска помош од Скопје. Докторе, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро да најдов. За почеток на нашиот разговор, какви интервенции најчесто бележите кога станува збор за првомајските празници и што е најризично за граѓаните во овој период? Значи, најчести интервенции од наша страна, бидејќи за време на празников има поголема фреквенција и на возила и на пешаци. Значи, има сообраќајки, има лица кои што претеруваат со алкохол и, да кажам, возат под дејство на алкохол. Меѓутоа, можеме да кажеме слободно дека и чести се граѓаните што се жалат на крајот на денот со стомачни тегоби заради консумација на недоволно печена храна, знаете, на скарак, и тие се едни од почестите интервенции од наша страна. Затоа ја користам приликата да апелирам до граѓаните за да си го поминат најдобро денот, значи поготово корисниците, мислам, во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила, пошто денот е малце сончев и со променливо време, да се внимава повеќе на пешаците, на корисниците со електрични тротинети, велосипеди и така натаму. Така, докторе, кажете ми колку прекумерната консумација на алкохол, веќе споменавме и тешката храна, влија врз здравието и кои се последиците што ги гледате на терен? Значи, како последица на прекумерно користење на алкохол, често имаме, да кажеме, повици од страна на граѓаните кои што не можат да направат разлика за што станува збор. Обично тие луѓе се во несвесна состојба, не реагират и имаме повик за пациенти кои што мислат дека се починати. А имаме и, да кажеме, редовни хронични алкохоличари кои што веќе и граѓаните знаат да ги проценат, пошто обично се на слични локации. А за прејадувањето кажавме дека најчесто се стомачни болки во вид на грчеви, повраќање и со проливи. Какви интервенции бележи итната медицинска помош во Скопје во изминатото деноноќе и дали имате зголемен интензитет на работа или сепак ноќта ја поминавте мирно? Ноќта, гледам, колегите поминале мирно, меѓутоа последните 2 дена, како што видов, зголемена е бројката на граѓани што побарале помош за луѓе што се во несвест и што им се слошило на јавни места. Значи, од прилика 10 такви интервенции, што за ова време можам да кажам дека малце е голема бројката. Бележиме и со така 3 сообраќајки и паднати по улици со скршеници. И со така на телефон имаме по зголемен број на повици со варијации на крвниот притисок заради променливото време и доста пациенти со вртоглавици, со гушење и омалаксаност. Така, и за крај на нашиот разговор, кога граѓаните треба да повикаат итна медицинска помош? Дали секогаш или само кога е навистина најпотrebно? Значи, многу е тешко да бидејќи често се злоупотребува заради тоа. Многу е тешко да се направи проценка вистинска за што станува збор. Зборувам за обични други денови, а денеска во секое време може да се јават, пошто не им работат матичните лекари, а другите денови, значи, да се користи рационално служба за итна медицинска помош, бидејќи работиме со мал број на екипи и за да ја добие секој што има потреба итна медицинска помош, значи треба да се внимава за што се бара, за сообраќајни незгоди, повреди на
јавно место или што им се слошува, не станува збор, значи одма треба да се јават кај нас откако ќе направат проценка дали е во несвест, дали има некоја друга тегоба, барем ако не знаат како да се снаоѓат и телефонски да ги советуваме. Воедно користам прилика и да апелирам до граѓаните кои се јавуваат да не спуштат слушалка одма, пошто не значи дека завршува приказната откако ќе се прими интервенција. Често ние значи им даваме совети додека да стигне екипата на итна медицинска помош како да постапат граѓаните, пошто станува збор за други локации не може одма да се стигне. А другите што се јават од дома, значи првично да се јават кај матичниот лекар, па после во службата на итна медицинска помош. Доктор Реджепи, ви благодарам за разговорот. Било ми ше. Утрово во Македонија наутро разговаравме со доктор Рихат Реджепи, од итната медицинска помош од Скопје, од кого чувме совети за тоа како граѓаните мирно да ги поминат овие првомајски празници, овој продолжен викенд без да имаат последици врз здравието на граѓаните.